и не постои друг начин како би се обезбедило сигурно снабдување поради големата флуктуација на цените. Никој не се осмелува да даде фиксна цена на електрична енергија за подолг временски период. Таквата состојба, за жал, ќе продолжи се и во некое догледно време, се додека практично не се создаде ситуација да може да се нуди електрична енергија од сопствено производство, бидејќи практично само производителите може да дадат гарантирана цена во овој момент на некој начин, додека све останато е поприлично проблематично да се даде фиксна цена. Сакам само да напоменам дека македонската економија троши околу 400 мегавати електрична енергија, доколку некој сака да обезбеди подолгорочна цена од, да речеме, година дена и годишни договори со фиксни цени. Единствена можност да тоа се направи, да биде при тоа сигурно во моментот, е берза. Но на берза, за да можете да ја гарантирате цената на година дена, потребно и да ја купите за година дена. И сакам само да бидеме свесни дека за македонската економија да може некој да ја хеджира цената или да ја гарантира со други зборови, би требало да обезбеди некаде околу милиарда евра фиксни средства кои што треба да бидат потрошени денеска, за да може да се гарантира цена за година дена. И такво нешто, и таков субјект кој што може да обезбеди такви средства, во моментот нема, и тоа е практично причината зашто сите нудат купек цени и зашто сите, како да кажеме, значи, обезбедуваат цена на електрична енергија која што е врзана со берзата. Практично снабдувачите се сведуваат на брокери. Таа ситуација може да измени само доколку снабдувачот има извор на енергија, и тоа е нешто што мислам дека ќе го гледаме во наредниот период, и концептот на снабдување не само во Македонија, него и во цела Европа, таков како што беше, полека се истрошува и се враќа повеќе према вертикална интеграција. Е друга тема која што ќе ја гледаме во наредниот период, и ова веројатно не може да се реши краткорочно и комплетно за целата економија.